Глобалната енергетска транзиција се напојува со критични минерали: литиум, кобалт, манган, никел и бакар. Меѓународната управа за истражување на морското дно вели дека тие се во изобилство на Тихиот океан, формирани во карпи повеќе од 4000 метри под морето. Пацифичките островски нации Тонга, Кирибати и Науру соработува со канадската компанија за рударство во длабоко море Metal Company за да истражат нодули или агрегати на минерали во длабок дел на Тихиот океан, наречен Clarion Clipperton зона. Our collector methodology is to put a robot on the seafloor. Нашата колекторска методологија е да ставиме робот на морското дно, кој ползи по дното на океанот и испушта млас вода и создава обратен притисок и го истражува морското дно. Но критичарите како Greenpeace и Еди Пало, Сдруженијето за рибарство во Тонга, се загрижени дека собирањето на овие карпи, богати со минерали, ќе го наруши биодиверзитетот. Пало сака тоа да се ограничи. We demand a moratorium on the seabed mining. Бараме мораториум на ископување на морското дно додека не се разберат сеопфатно еколошкиот, социјалниот и економскиот ризик. We know only very little of the deep. Знаеме многу малку за површината на морињата, а трката за нивно искористување може да предизвика неповратни штети на луѓето и заедниците на Пацификот. Некои научници забележаат дека со малку кислород и без светлина, животот во зоната Clarion Clipperton е главно ограничен на бактерии и мали безрбетници, иако обемот на биодиверзитетот се уште е непознат. Барон тврди дека климатските промени се поголема закана за биолошката разновидност отколку подводното рударство. The oceans are impacted by Океаните се под влијание на секоја работа што ја правиме денес, особено глобалното затоплување. Затоа треба да се справиме со главниот двигател за климатските промени и да ги намалиме емисиите. Компанијата Impossible Metals со седиште во САД тестира робот кој може да избегне наоѓалиште на минерали каде што ќе открие живот. Оливер Гунасекара е извршен директор. So the vehicle hovers above. Возилото лебди над морското дно, ја користи камерата и всушност ги зема нодулите, еден по еден. Ова навистина ги минимизира сите негативни влијанија околу големите наноси на седименти. И компанијата Viridian Biometals ги заобиколува енергетските интензивни процеси, како што е топењето со користењето на бактерии, кои може да ја одвојат металната руда од карпите околу неа. And the bacteria need oxygen just like we do to breathe. И на бактериите им треба кислород исто како ние за да дишеме. И кога нема доволно кислород во водата околу нив, бактериите научија дека има кислород во карпите и тие се прилагодија на тоа. Додека овие компании продолжуваат со инвентивни мерки, велат дека се посветени на ублажување на еколошката штета што доаѓа од ископувањето на морското дно и намалување на цената на минералите кои придонесуваат за зелената економија во време на борба за справување со климатските промени.